гревот и отфрлањето на Бог носи хаос во животот. Го прави човечкиот живот катаклизмичен. Носи трагедии, ужаси. И онака како што гревот и злиот, сатаната, носи неволи, ужаси во животот на луѓето, така самото зло и причинителот на злото и оние кои го сакаат злото и живеат во злото, ќе завршат во ужас, ќе завршат во хаос, во хорор. Книгата Откровение го представува крајот на злото. Што ќе се случи со злото, што ќе се случи со оној што го создава злото. Онака како што злиот носи зло во животот, носи ужас, така тој самиот ќе заврши во ужас. Книгата Откровение многу јасно го покажува тоа. И затоа книгата Откровение е полна со сцени на ужас, со хорор сцени, катаклизми, трагедии. Зошто книгата Откровение го покажува крајот на злото, како ќе заврши злото, како ќе заврши темнината, како ќе заврши оној кој стои зад сето зло, кој го предизвикува злото и оние кои го следат злиот. И затоа книгата Откровение, повеќе од било која друга книга во Библијата, содржи страшни сцени. Содржи ужасни сцени. Никоја друга книга во Библијата не содржи толку страшни сцени како книгата Откровение. Зашто целта на книгата Откровение е да го прикаже крајот на злото. Бог ветил дека ќе го уништи злото. Од друга страна пак, како што книгата Откровение содржи најмногу сцени на ужас од сите други книги во Библијата, така таа содржи и најмногу славни сцени. Никоја друга книга во Библијата нема толку многу сцени на слава, но онаа слава што ја очекуваат верните луѓе како книгата Откровение што представува. Најславните сцени ги содржи книгата Откровение. 4 глава, сеќавата на престолот, оној што седи на престолот, онаа славени од 24 старешини, 4 живи суштества и целото создание. 5 глава содржи исто такви сцени. Вториот дел на 7 глава гледаме море од народи како го слават Господ. Ова вечер ќе го видиме крајот на 11 глава, кој исто така содржи славна сцена на воцарување на Исус Христос. Садбената вечера на јагнето, славна сцена во 19 глава. И секако двете последни глави. Небесниот Ерусалим, новото небо, новата земја. Така како што Библијата, книгата Откровение содржи сцени на ужас, екстремни сцени на ужас, така содржи многу славни сцени. И тоа е така зашто во книгата Откровение го гледаме крајот на злото, ужасниот крај на злото, во исто време го гледаме и блажениот крај на праведните. Двете нешта се содржани во книгата Откровение. И кога ја читаме, внатре сето тоа е представено уникатно. Книгата Откровение е уникатна книга. И колку што повеќе ја читам, ја изучувам, го гледам сето богатство и можам да го сватам она што апостол Јован го пише на почетокот за блаженството на оние што ја читат оваа книга. Навистина големо блаженство е содржано. Маестрална е книгата. Апостол Јован, воден од Светиот Дух, внатре сето тоа го прави на многу возвишен начин. Сето тоа е мајсторски направено. И ќе видиме 11 глава. Започнува со храмот на земјата и мерењето на храмот и завршува на крајот пак со храм, со небесниот храм. Но пред да поминеме на изучување на овој дел, ќе видиме дека овој текст го продолжува текстот што заврши со 9 глава. Рековме дека 10 и 11 глава беа како едно интермецо. 8-9 глава се 7 труби. 9 глава завршува со 6 труба. И треба да очекуваме 7. Меѓутоа, после 9 глава не следи 7 труба, туку има
една пауза. 10 и 11 глава. Крајот на 11 глава е 7-та труба. И 7-та труба го најавува, го објавува исполнувањето на онаа ветување што го даде ангелот на почетокот на 10-та глава. Се сеќавате, еден голем ангел со мал свиток во раката ја крена десницата и се заколна дека наскоро ќе дојде крајот. Тоест, сето она што Бог го ветил, ќе го исполни. А кои се Божите ветувања? Божите ветувања се дека царството на правда и мир, кој вечно ќе царува, ќе дојде. И дека Бог ќе царува правда и мир, Исус Христос ќе царува правда и мир во целата вечност. Тоа е ветувањето на Бог. Ветувањето на Бог е дека злото ќе биде уништено, а праведните ќе бидат наградени. Тие во целата вечност ќе живеат со Бог. И исполнување на тоа ветување гледаме на крајот на 11 глава. Во 10-та беше најавено со почетокот на тоа интермецо и на крајот на интермецото гледаме исполнување. Една многу славна сцена. Но пред да дојде исполнувањето на тоа ветување, пред да го видиме во царениот Исус Христос, 11 глава дава едно друго ветување, исполнување на едно друго ветување. Бог ветил дека нема да го остави својот народ, Израел. И во 11 глава го гледаме исполнувањето на тоа ветување. Израел ќе биде спасен. Етничкиот Израел ќе биде спасен. Пред да дојде Исус Христос во слава и во сила и да царува во целата вечност, Бог ќе го спаси својот народ. Бог не го заборавил. Тој склучил завет и Бог стои на својот завет. Тој ќе го исполни. И тоа е 11 глава, по големиот дел, со исклучок на последното видение за 7-та труба. Само ова ќе го разгледаме ова вечер, тоа видение од неколку стиха, може би ќе завршиме и порано. Верувам дека не е важно колку долго говориме, важно е тоа што го кажуваме да биде навистина библиски подкрепено. Ај сега да го прочитаме текстот и ќе го видиме подобро. Второто зло помина и ете третото зло брзо доаѓа. Затроби и 7-миот ангел и одекнаа силни гласови на небото велејки: Царството на овој свет му припадна на нашиот Господ и на неговиот Христос, а тој ќе царува во вечни векови. А 24 старешни кои седеа на своите престоли пред Бог паднаа ничком и му се поклонија на Бог, велејки: Ти благодариме семоќен Господи Боже, кој си и кој беше, зашто ја зеде својата голема сила и почна да владееш. Народите се разгневија, но дојде Твојот гнев и дојде време да им биде судено на мртвите и да им се даде награда на Твоите слуги, на пророците, на светиите и на оние што се бојат од Твоето име, мали и големи, и да ги уништиш оние што ја уништуваа земјата. Притоа се отвори Божиот храм на небото и се покажа ковчегот на неговиот завет во неговиот храм и се јаве москавици, гласови, грмежи, земјотрес и голем град. Тоа е текстот. Ајде да видиме сега зашто станува збор. Второто зло помина и ете третото зло брзо доаѓа. Кои се тие три зла? Да се подсетиме кои две зла веќе поминаа. Тие три зла беа најавени со трубите во 9 глава. Еден орел најави дека ќе дојдат три зла. Првото и второто зло се исполнија со 5-та и 6-та труба и значија некакви неволи, тоа е суд над злото. Третото зло е ова, 7-миот печат, што ќе го видиме. Тоест, третото зло се 7-те чаши на Божиот гнев, кои се содржината на Божиот суд, тоа е содржината на 7-та труба. Затроби и 7-миот ангел. 7-миот ангел, тоа е 7-та труба. Која е 7-та труба и која е содржината на 7-та труба? Во книгата Откровение има еден литературен паралелизам, така се нарекува. Имаме 7 печати, 7 труби и 7 чаши. Печатите, трубите и чашите имаат своја специфична содржина.
содржината на првите 6 печати беше суд некаков. Првите 4 печати го најавуваа излегувањето на коњаници. 6-та труба беше суд. Суд од космички размери. Седмиот печат немаше специфична содржина. Содржината на седмиот печат се 7 труби. Исто така, потоа, 7 труби, т.е. првите 6 труби, имаат специфична содржина. Содржината на секоја од првите 6 труби е некаков суд. Е суд. Суд над гревот или на злото. А пак гледаме дека 7-та труба нема специфична содржина. Содржината на 7-та труба се 7 чаши. И тоа е тој паралелизам. Авторот, апостол Јован, следи една шема во книгата. И нему му е важно да ја зачува таа шема. Со други зборови, 7 чаши, што ќе ги видиме од 15-та глава, се во 7-та труба. А пак 7 чаши и 7 труби се во 7-миот печат. Тоест, содржината на 7-миот печат се 7 труби и 7 чаши. Сега, зошто тоа е така направено? Има луѓе кои бараат некаква историска, хронолошка последователност на настани, историски настани. Тоест, од 7 печати, потоа трубите, првата, втората, третата до 7-та, потоа чашите, првата, втора до 7-та, се хронолошки, историски настани. Гледаме овде дека постои, дека авторот повеќе загрежен или него го интересира да следи принципи во литературата. Тоа е форма, литературна форма. Тој следи литературна форма. Во таа литературна форма има паралелизам. Следи една законитост во откривањето на печатите, откривањето на трубите, откривањето на чашите. Се е дел од седмиот печат. А што е 7-миот печат или печатите? Треба да се вратиме пак на свитокот, што беше во раката на Исус Христос. И никој не беше достоен да го отвори, да ги крши печатите. Исус Христос почна да ги крши печатите. И во моментот кога почна да ги крши печатите, како да почнаа во движење да се вклучуваат историски настани. Други зборови, отварањето на книгата или кршењето на печатите е реализирање на Божиот план. Тој свиток е Божјата волја или историјата на човекот, која е планирана од Господ и предвидено од Господ. Се е во 7-миот печат. Отварањето на 7-миот печат гледаме, значи отварање или пуштање во дејство на Божиот суд. И од тука, 7-миот печат во кој што се трубите и чашите е сушност реализација на Божиот суд. Дали има хронологија на историски настани, не можеме да кажеме со сигурност. Идејата е дека Бог го става во дејство својот план и го довршува. Оној малиот свиток на големиот ангел означуваше веќе довршување. Божиот план се спроведува и тој ќе биде довршен. Останува уште малку и тоа малку ќе се заврши. Она што го ветил Бог, неговото воцарување, овде како гледаме, ќе се случи. Судот на неправдата ќе се спроведе до крај. Праведните ќе бидат наградени според она кој што им беше ветено. Тоа е идејата на книгата Откровение. Да ни покаже многу јасно дека Божиот план ќе биде исполнет до крај. Она што Бог го вети, она што го вклучи во неговиот завет, ќе се исполни. Ајде да видиме. Во моментот кога затроби 7-та труба, не се случува нешто драматично, туку почнува не се случува драматично нешто долу на земјата. Нешто на небото се случува. Почнуваат ангелите да пеат, одекнаа силни гласови на небото, ангелски гласови. Ние ќе видиме дека тој момент 24 старешни ќе се поклонат пред престолот. Одекнаа силни гласови, што почнаа да велат, да пеат.
Царството на овој свет му припадна на нашиот Господ и на неговиот Христос, а тој ќе царува во вечни векови. Што вели? Царството на овој свет му припадна на Господ и неговиот Христос, на Отецот и Синот, на Месијата. Кое царство? На овој свет му припадна. Сега, што значи тоа? Имаме воцарување на Исус Христос. Воцарување што го очекуваме сите. Ветено тоа воцарување. И ние го очекуваме. Меѓутоа, ангелите пеат и велат му припадна како свршено време. Глаголската форма е во минато, свршено време. Се уште не му припаднало царството на овој свет. Зошто? Ќе кажеме. Зошто е употребена таа форма? Тоа е типично изразување, пророчко изразување. Пророците употребуваат таква глаголска форма перфектна за нешто кој ќе се случат како веќе да се случиле. За да дадат една сигурност дека тоа сигурно ќе се случи. Идејата е, сметајте го за веќе сторено. Толку е сигурно во царувањето на Исус Христос во овој свет, што тоа како веќе да се случило. Се ние велиме дека Исус Христос е суверен цар на се. И така е, навистина е така. Но ова за кој што пеат ангелите се уште не се случило. Ветено дека ќе се случи, но не се случило. За какво царување станува збор овдека? За царување во кое се ќе биде подчинето на Исус Христос во овој свет. И сега се е подчинето, но факт е дека, вистината дека и човечки системи кои се против Бог, и суштества и сили, па и луѓе, практикуваат власт која е спротивна на Бог и не се покоруваат на Бог. Кој е кнезот на овој свет? Сатаната. Че овдека говори за такво зацарување на Исус Христос, во кој се ќе биде покорено и понисно на Бог, и послушно на Бог. Се тоа не значи универзализам во спасението, дека се ќе биде спасено. Тоа значи дека се ќе биде подчинето на Бог. И нема да има неправда, нема да има зло. Нема да во овој свет ќе има совршена правда и мир. За тоа зборува овој текст. Ако денеска Христос практикува власт, меѓутоа, ако прашате надвор, луѓе кои не веруваат, дали Исус Христос практикува власт? Што ќе кажат? Не. Тие ќе кажат дека дури тој не постои. Значи, овдека станува збор за власт на Исус Христос, во кој што секој ја признае и секој ќе се покори. И ние очекуваме да дојде таков момент. Зошто? Зошто тоа е моментот во кој што ќе започне царството на Исус Христос во правда и мир. Ангелите го најавуваат тој момент. Ние го очекуваме. Книгата Откровение е книга која вели ќе дојде сигурно. Овдека во ова видение ние го гледаме остварено тоа царство. Како веќе да се случило. Царство на совршена правда. Царство кој луѓето го посакуваат, дури они што не веруваат во Бог го посакуваат. Човекот се стреми да создаде праведни системи, во кои што законите ќе бидат добри, да кажеме совршени. Проблемот е што човекот постојано се провалува во тие своји напори. Дури и најправедните човечки системи. Дури еве и комунизмот да го земеме како систем во кој што хуманизмот беше ставен така на невисоко место. Не успеа. Основниот проблем беше одрекувањето на Бог. Да, се залагаше за хуманост, социјална правда, но не го признаваше Бог. И гледаме како заврши. Па дури во тој систем кој се залагаше за такви идеали, имаше толку несовршеност. Дури и во скандинавските обштествени системи има неправда. Секаде, кај да отидеме, во било кој систем, има луѓе кои што се привилегирани, има луѓе кои се дискриминирани. Има луѓе со поголеми можности, има луѓе со помали можности. Има луѓе кои имаат поубава работа, има луѓе со полоша работа. А пак некои немаат никаква. Има луѓе со повеќе можности, финансиски и секакви, луѓе со помалку можности. Човекот сака таков систем.
уште од 15 век, кога се појавува хуманизмот, вистинските хуманисти, не како оние денешните, вистинските кои веруваат во Бог, тогаш хуманистите верувале во Бог. Како Томас Мор, например, кој напишал Утопија, посакувале општество во кое што ќе има совршена правда. Општество во кое нема да има убиства, војни, глад, голи, боси, без покрив на главата. Праведно општество. Човекот не може да го исполни тоа општество. Зошто? И ќе видиме, треба да се случи нешто. Само Бог може да воведе такво општество. И овдека, сушност, зборува за воведување на таквото општество. Кога Исус ќе се восцари во овој свет, вистински, тогаш ќе дојде општеството на правда, совршна правда и совршен мир, во кој што во целата вечност Исус ќе царува во правда и во мир. И тогаш утопијата ќе стане реалност во Исус Христос. Тоа е царството за кој пеат или го најавуваат ангелите во царувањето на Исус Христос. Тоа на што го вети ангелот во 10 глава. Се заколна дека ќе се случи тоа. Тоа на што Бог го ветил во Библијата, во целата Библија, дека ќе има такво, ќе дојде такво вечно царство, кој нема да има мир, нема да има никакви неправди, нема да има зло. И во тој момент, кога ангелите го објавуваат ова, 24 старешини, кои седе на своите престоли пред Бог, паднаа ничком и му се поклонија на Бог. Тоа значи форма на поклонение. Тие паѓаат со лице кон земјата, се испружуваат целосно пред Бог. Покажуваат, ние ќе видиме малку понатаму, јасно разбирање за природата на Бог. Што значи царувањето на Бог? Ако го разбираме царувањето на Бог, ако осознаваме целосно дека ние сме под Божјата власт, од нас ќе блика поклонение и благодарност. Ние не сме свесни што значи поклонението, што значи царувањето на Бог. Бог е совршен, праведен. И ако разбираме под чија власт сме на вистина и кој управува со се, нема да има негодување. Ке има само благодарност. Тие се поклонуваат и му даваат благодарност. Ти благодариме семоќен Господи Боже, кој си и кој беше, зашто ја зеда својата голема сила и почна да владееш. Ние сме повикани да му благодариме на Бог. Овој стих е напишан во Евреите 13 глава. Тамо пишува постојано и во се да му благодариме на Бог, тоест да му принесуваме на Бог постојано благодарствена жртва, плод од устните кои му благодарат на неговото име. Тоа подоцна ќе го видиме. Ќе видим зошто му благодарат тие 24 старешни, кои се причините за благодарноста. Ти благодариме семоќен Господи Боже, кој си и кој беше. Тој е и тој е бил, тој е вечен, постојан во своите ветувања. Условот или основата, темелот на исполнувањето на неговиот завет е неговата постојаност. Тој не се менува. Штом тој не се менува, тоа значи дека тој не го менува својот план. Тоа значи дека тој не ги менува своите ветувања. Постојаноста, непроменливоста на Бог е гаранцијата за исполнување на неговите ветувања. Зошто ние не ги исполнуваме нашите ветувања или голем дел од нашите ветувања не ги исполнуваме? Зошто се менуваме? Се го менуваме умот. Тоест, еднаш мислиме едно, ово е добар, ќе му помогнам, утре ќе го смениме мислењето и ќе го смениме нашето, ќе го прекинеме ветувањето. Се менуваат способностите. Денес можам. Многу нешта сме ги ветеле во време кога сме можеле да ги направиме. Се менува времето, испаѓаме во друга состојба и не можеме да го исполниме ветувањето. Бог е непроменлив и во своите способности, и во своето мислење. Зато тој ги исполнува ветувањата. Ти благодариме зашто
ти си оној кој беше, и зашто ја зеда својата голема сила и почна да владееш. Ти благодариме за тоа што ти со својата сила почна да владееш. Тоест, настапи тој момент на неговата суверена власт над се. Тоест, се објавува неговата власт, сеопшта власт. И тие тоа за тоа благодарат, за тоа се поклонуваат. Зборот семокен е превод на зборот пантократор. Панта, што значи се, и кратос од крато. Теократија, бюрократија, автократија и така натаму. Кратос значи држи, држам, да држиш нешто. Тоа значи власт. Исус Христос е пантократорот. Тоест, тој се држи во раката. Со други збори, тој управува со се. Мојот живот е во неговата рака. Животот на сите нас е во неговата рака. Сите човечки системи се во неговата рака. Сите настани, целата историја е во Божјата рака. А Бог е праведен, Бог е добар. Бог е полн со љубов. Бог е полн со добрина. Бог е полн со милост. И еден таков Бог управува со се. И тоа сознание, ако го имаме тоа сознание, ние ќе бидеме исполнети со благодарност. Нас не управуваат луѓе. Нас не управуваат околности. Нас не управуваат економски системи. Нас реално не управува Бог. Ако сум Божи човек, мене ме управува Бог. Не ситуација, не неволја, не болест. Мене ме управува Бог. Јас сум во Божите раце. И знам дека добриот и милостивиот Бог прави се да биде за моје добро. И тоа сознание во мене предизвикува поклонение и благодарност. Паѓањето на тие 24 старешни покажува познавање на Бог и на управувањето на Бог. Ако го осознаваме тоа, во нашиот живот нема да има неблагодарности, нема да има негодувања, нема да има марморење, зашто знам дека се е во рацете на Бог. И знам дека се што доаѓа во мојот живот, доаѓа од Бог. Негодувањето, знаете ли што покажува? Непознавање на Бог. Неосознавање на реалноста дека Бог не управува. Да негодуваме на нештото околу нас, значи да негодуваме против Бог. Ако осознаваме кој е Бог и од што доаѓа се, од кого доаѓа се, нема да има негодување. Вели тој текст од Евреите, да принесуваме плод од нашата уста, принос, жртва од нашата уста. И која е најголемата? Каква жртва сака Бог да принесеме? На благодарност. Тој сака приносот што ќе биде од нас да биде благодарност кон Него. Во се што. Има зошто да бидеме благодарни. Можеме да бидеме благодарни зашто Бог управува со се, а тој е добар Бог. Подобар од било кој политичар. Подобар од било кој владател. Подобар од било кога сила што постои. Понатаму, причина за благодарност. Народите се разгневија, но дојде твојот гнев и дојде време да им биде судено на мртвите. Сега зошто би било тоа причина за благодарност? Судот или казната, или гневот над оние кои се бунтуваат против Бог. И тука јасно гледаме дека нема универзализам во спасението. Оние што се бунтуваат против Бог, тие ќе бидат судени. Божјо ќе се соочат со Божјиот гнев. Оние што се гневат против Бог, оние што се креваат против Бог, а тоа е всушност основата на курсот на човечката историја, ќе се соочат со Божјиот гнев. И зошто е тоа важно? Зошто тоа причина за благодарност и за поклонение? Од една едноставна причина. Не може да се случи, не може да дојде царството на правда, ако има неправда. Ако Бог не ја уништи неправдата, ако Бог не го уништи злото. Какво ќе биде тоа царство на правда, ако гневот против Бог, ако неправдата, ако злото продолжи? Не е возможно. Мора
злото да биде уништено. Мора неправдата да биде уништена. И ние очекуваме, и ние сите посакуваме, колку пати, па дури они што не веруваат во Бог велат, кај е Бог да ги казне неправедните. А притоа не размислуваме доволно дека тоа се однесува и за нас. Ако Бог сега реши да се справи со сета неправда, тој треба да се справи и со нас. Ние сме дел од таа неправда. Во секој случај, оние што не се Божи, оние што не се во спасението на Исус Христос, ќе се соочат. Зашто Божото вечно царство на мир и правда означува анулирање на какво и да е зло и неправда. И затоа овдека 24 старешни и тоа го вклучуваат како причина за благодарност, зашто ќе биде уништена сета неправда. И не само тоа продолжува, и да се даде награда на твоите слуги, на пророците, на светиите и на оние што се бојат од твоето име, мали и големи. Божите ветувања вклучуваат восцарување на Исус Христос во царство на правда и мир, справување со неправдата и награда на правдата. Мора неправдата да биде казната, а правдата да биде наградена. Овде ги гледаме сите овие работи како веќе исполнети. Седмата труба го најавува тоа како веќе исполнето. Седмата труба всушност значи исполнување и на судот, и на наградата на праведните, и на восцарувањето на Исус Христос во вечноста. Гледате ли, книгата Откровение не следи некаква историска хронологија. Во средината на книгата, во 11 глава, ние го гледаме веќе тоа исполнето. Зошто навистина ќе се исполни. Сигурно е исполнувањето. Праведните ќе бидат наградени. И наградата ќе ја видиме на крајот, која ќе се отвори небесниот храм. И овдека повторно, Божјата казна да ги уништи оние што уништуваат земјата. И кога станува збор за земјата, не се мисли на екологија, еколошко уништување. Се мисли повторно на правдата. Оние што го уништуваат светот што Бог го создава. Оние што го уништуваат, што се работат, се борат за осуетување на Божиот план на спасение на земјата. Ако говориме за земја, мислиме целата земја, зашто Бог во неговиот план има намера обновување не само на човекот, туку на целата земја. Божјата казна повторно е најавена. Секој праведно ќе добие за она што го сторил. И на крајот е довршувањето на видението, тоест комплетно исполнување на Божјото ветување. Гледа како Божиот храм се отвара и прво што му паѓа во очи е ковчегот на заветот. Значи, ова не е храмот на земјата, на почеткот на 11 глава. 11 глава почнува со земен храм, а завршува славно со небесниот храм. Тие два храма се како една заграда, во кое што е вклучено исполнувањето на Божјото ветување, како за Израел, така за сите Божји луѓе. И првото што му паѓа во очи е ковчегот на заветот. Зошто ковчегот на заветот? Има тука две многу силни идеи. Што значи ковчегот на заветот? Заветот, што е заветот? Ветувањето. Исполнување на ветувањето. Гаранцијата. Она што прво му паѓа во очи на апостол Јован, кога се отвара небесниот храм, е ковчегот на заветот, кој е печатот, гаранцијата за исполнувањето на Божите ветувања. Бог ќе ги исполни своите ветувања. Бог ветил вечно царство на мир и правда. И Бог ќе го исполни тоа ветување. Гаранција е ковчегот на заветот кој го гледа. Не случајно е ковчегот на заветот покажан овдека во небесниот храм. Тоа е едно. И второ, исполнување на друго големо ветување. Кај беше ковчегот на заветот сместен? Во најсветото место. Онаа место кој никој не можеше да влезе. А во тоа место живееше реално Бог, Божјата слава. Значи,
кога се отвара Божиот храм. А отварањето на Божиот храм што значи? Што значи да се отвори нешто? Да се отвори врата. Значи отварање на достъп. Значи достъп. Значи пат, слободен достъп. Се отвара небесниот храм. И не само небесниот храм. Се отвара онаа место кое во земниот храм можеше да влезе само првосвещеникот, и тоа само еднаш во годината, на денот на умилостивението. Само првосвещеникот. Никој не можеше на земјата да влезе во тоа место. А овдека што гледаме? Се отвара небесниот храм. Се отвара на светото место. Ономо каде што живее Бог. Со други зборови, се отвара патот до светилиштето, небесното светилиште. Секој што верува во Бог, ќе може да го гледа Божјото лице. Ќе може да ја гледа Божјата слава. Реално да ја гледа Божјата слава. И тоа е ветувањето што го дава овдека Бог. И го гледаме на крајот на 11 глава исполнето тоа ветување. Не само што ќе бидеме во царство на вечна правда и мир, туку ќе бидеме во царство кое што ќе можеме лице в лице да гледаме Божјата слава. Достапот до небесното светилиште е отворен. И затоа оваа сцена толку славна, и затоа книгата Откровение е толку блажена за читање. Затоа сме блажени. Таа книга открива сцени како никоја друга книга во Библијата. А пак внатре сето е така добро подредено како една добра партија шах. Авторот виденијата, сцените така добро ги организира, добиваат убава и литературна форма, а и на прекрасен начин ги открива исполнувањето на Божите ветувања. Бог ги исполнува своите ветувања. Ветил Бог дека ќе живееме со Него во целата вечност. Ќе се исполни тоа. Тој склучил завет, се потпишал. Ковчегот на заветот е гаранцијата. Ќе го исполни. Не постои околност, не постои апдейт, не постои ништо што може да се случи во човечкиот живот, во историјата на човештвото. Не може да дојде општествен систем, не може да постои режим, не може да дојдат политичари, не може да се случат околности кои може да го сменат Божиот план. Не може да се додаде ништо кон тој Божи план, да се смени со некаков диспозиција, со анекс ли, како се вика правно. Не може. Она што Бог го запишал, го ветил, тоа ќе се исполни. И тоа е причина да бидеме благодарни. Секој ден, во секој миг, Бог владее суверено, се е во неговите раце, а тој е праведен Бог. И тој ќе ги награди праведните. Имаме причина да му благодарим. Тој заслужува да биде прославен. Има толку нешта заради кое можеме да му бидеме благодарни и да му се поклонуваме со благодарни срца. Секој ден, секој миг, во се.